Во доцниот среден век, на Скопското кале, според изворите постоеле најмалку 3 црковни храмови. При ископувањата во близина на локацијата каде се претпоставува дека се наоѓала џамија од османлискиот период, најдени се 3 фрагментарни остатоци од средновековни фрески. Конзервацијата на истите се вршела на лице место и притоа археолозите кои работеле на ископувањето шпекулираат дека станува збор за археолошки материјал кој најверојатно датира од 13 или 14 век. Меѓу средновековните цркви кои се наоѓале во утврдениот град Скопје, со својата монументалност, предничел храмот посветен на Пресвета Богородица Троерачица. Иако за прв пат се спомнува во грамотата на крал Милутин од 1300 година, сепак се смета дека истиот постоел и порано. Подоцна, црквата станала седиште на Скопската митрополија. Се претпоставува дека црквата Свети Прокопиј како и манастирот Свети Јован Крстител се наоѓале на Скопско кале. Подоцна, по разурнувањето на црквата Богородица Троерачица, манастирот Свети Јован Крстител станал седиште на Скопската митрополија. Разурнат е во 1688 година. Долж јужниот одбранбен бедем на Скопското кале, на најдоминантниот негов дел, археолозите откриле остатоци од црква која според градбата и пропратните елементи потекнува од подоцнежниот среден век. Предспоставките се дека црквата била градена и обновувана во периодот на 12, 13 и 14 век. Има доста керамика и неколку гробови, кои покажуваат дека црквата била во употреба неколку векови во средниот век. Се верува дека постоела и црква посветена на светиот цар Борис Покрстител. Меѓутоа, богатата историја на Скопското кале ја одбележаа и современите конфликти. Во февруари 2011 година избувнаа тензии меѓу македонските верници и албанските демонстранти откако владата почна да гради музеј црква на тоа место. Албанските демонстранти се спротивставија на изградбата, тврдејќи дека христијанската црква ќе го наруши меѓуетничкиот соживот на областа, која е обкружена со џамии. Инцидентот, кој резултираше со неколку повредени, покрена прашања за рамнотежата помеѓу зачувувањето на културното наследство и почитувањето на различните верски идентитети во Скопје. Бидејќи изградбата на црквата на Скопското кале останува точка на расправија, инцидентот исто така ја нагласува пошироката загриженост за меѓуетничките односи и верските слободи во регионот. Во 21 век останува прашањето: дали некој треба да се плаши да живее во општество кое е обележано со такви тензии, особено кога една религиозна група слободно гради џамии, додека друга се соочува со отпор при изградбата на црква.